Се заобиколувале закони, а безбедносните стандарди биле игнорирани. Градежното вештачење изработено од професорот Горан Марковски открива низа пропусти во пренамената и реконструкцијата на објектот во кој работела дискотеката Пулс. Анализата на материјалите, документацијата и законите покажала дека пожарната опасност била целосно занемарена. Градежното вештачење за жал покажа дека во случајот Пулс системот, односно институциите и поединците не функционирал. Не биле почитувани ниту стандардите, ниту регулативите, ниту процедурите. Накратко, не било почитувано ништо. Во објектот имало 10 градежни зафати, но за ниту еден немало проект, надзор или инспекцијски записник. Според професорот, вештачењето покажало дека безбедноста на посетителите воопшто не била предмет на интерес при реконструкцијата и пренамената на објектот. За родителите е нејасно како повеќе од една деценија никој не забележал дека се прават незаконски градежни зафати во Пулс. Ако 12 години имало реконструкции без проект, без надзор и без инспекцијски записник, тогаш не зборуваме за еден пропуст, туку зборуваме за систем кој предолго не гледал таму каде што требало, а цената ја платија 63 млади животи. Вештачењето покажало дека материјалите во објектот требало да спречат ширење на пожарот, но како што рече во судницата професорот Марковски, и за тоа Пулс добил негативна оценка. Резултатите од вештачењето изработено од Градежниот факултет го следи и одбраната на обвинетите. Тие ги анализира архитектот Мирослав Грчев, кој е ангажиран како техничко лице на одбраната. За пожарот во Пулс им се суди на 34-ца. Одговараат за тешки дела против општата сигурност по трагедијата во која загинаа 63 млади лица. Зоран Јаневски, Сител телевизија.